Очигледно е дека вчера од Брисел Република Македонија доби многу позитивни критики, многу позитивни мислења и помалку позитивни работи, така што преовладуваат позитивните коментари и позитивните оценки за сработеното и нешто помалку има што е помалку позитивно. Епа, премиере, и вие имавте нешто помалку гласови од Амди Байрам, па токму затоа не ги освоивте портокалите. 1743 лајкови за позитивното место број 2 во нашиот избор. Пред да го видиме апсолутниот шампион, одиме со дел од коментарите за оваа изјава. Вика вака. Да видиме како вика Младен Шкрбиќ. Така е, да. Позитивно лајк дава. Дарко Скајвокер Илиевски вика помалку позитивен лајк. Сонја Кузмановска вика ова малку помалку ми се допаѓа од претходниот предлог. Добро, Драган Страшиновски веројатно помалку негативен, повеќе позитивен и средно жалосен лајк. Асмир Незировски вика јас гласам за Никола, оти ќе му дојде добро 1 килограм портокали, ќе го освежат. Добро. Викторија Барса Ивановска вика повеќе позитивни критики, помалку позитивни критики, повеќе позитивно делува на помалку позитивните критики. Или како беше? Добро, Елизавета Асковска вика се двоумев за кој да ставам лајк помеѓу Амди и Груевски, ама овој предлог со премиерот помалку ми се допадна. И Филип Мисовски вика работава, не сум вработен, работев во радио и уште работам. За тие што не им текнува и дол аудициите, имаше еден дечко кој го кажа баш ова со радиото. Океј, за крај, победникот, шампионот во нашиот избор, место број 1 или ако повеќе сакате изјава на годината, Амди Байрам, човекот кој е познат по тоа што секогаш има да каже нешто вакво, интересно, забавно, смешно, откачено, паметно. Со 2689 гласови, апсолутно заслужено на првата позиција. Во продолжение ја слушаме изјавата на годината. Дали некој ќе ме поздрави вас или мене, сигурно 100 души ќе ме поздрават. Не сте позната личност, одвратна личност сте вие во парламентот и кај граѓаните. Јас сум Кока-кола за вас, измислам. Не сте позната личност. Ќе ве молам, ако може малку да ми објасните. Ве молам. Не сте позната личност и не може со мене. Вие мене сакате увек да ме брукате, но вие сте тие кои што се избрукале. Точно така. Тие се тие што се избрукале, а вие, господине Байрам, вие сте тие кои со гордост можете да кажете јас ја поседувам изјавата на годината 2010-та. Место број 1 според вашите гласови, почитувани гледачи. Шампион во нашиот избор, едниот и единствен Амди Байрам. А сега, почитувани гледачи, господинот Байрам, брендот Амди Байрам, ексклузивно во студиото на Ексклузив. Точно така, го имаме за гостин победникот во изборот за изјава на годината. Оној кој вие го избравте сега е тука, за да си ја подигне наградата, да си ги земе своите... Што? Не е тука. Амди Байрам не е тука. Сакате да ми кажете дека мојот гостин, победникот во изборот за изјава на годината, не е дошол да си ја земе наградата? Па... Добро, да ми каже некој, што треба сега јас да им правам на портокаливе? А толку се трудев околу обезбедување на наградава, за да ги донесам овие волшебни портокали. Морав да преминам преку 7 мориња, да препливам 7 планини. Или обратно. Како и да е, муабетов ми беше во овој килограм портокали се содржи целата мудрост, целата среќа и целата радост на овој свет. А вие, господине Байрам, со вашите фантастични изјави го заслужувате сето тоа, но сепак го пропуштате. Срам да ви е. Не, најсериозно му се јави на господинот Байрам пред неколку дена. Го поканив да ми биде гостин во емисијава за и официјално да го прогласам за победник во изборот и да му ја доделам неговата награда. Прифати од прва без никаков проблем. Се договоривме, но ден подоцна ми откажа поради како што кажа обврски во собрание на Бадник. И што е најтрагично, тоа го дознав од една колешка подоцна кога барав на телефон, не ми креваш. Колку тажна приказна, нели? Но мора да бидеме храбри и да ги издржиме сите овие тешки моменти, да не дозволиме ова да не скрши, бидејќи сепак, како и да е, животот продолжува понатака. А во продолжение на животот, како и за сите, така и за него, дел од коментарите на Facebook. Да видиме, Сашко Андриевски вика, човеков е Кока-кола, а противникот е Пепси. Добро, Мики Милковски вика, легенда која хода.
Бесим Бакиу мене ми се обраќа и ми вика: "Абе, Јофене, ти беше јасно дека ќе победи човекот, па и ти најде со кој противници гледаш дека е познат и ништо нема можа ни Заев ни Груевски." Уствари да не беше Амди со тие 102%, немаше да успее Груевски. Видиш, ова е добра теорија. Љубица Димовска вика: "Ајде кај најпослед нека се части некој портокал." Ајде ама не доаѓа да си ги земе. И за крај нешто што го имаше доста често и во коментарите и на Facebook и како групи го имаше, или овде ни го има напишано, вика: "Кока-колата и вели на фандата: "Абе, јас сум Амди Бајрам за тебе." Добро, бидејќи господинот Амди Бајрам не зезна и не дојде да си ја земе наградата, ние тука ќе привршуваме. Пред да ве поздравам, ќе ја видиме уште и питата, само што оваа пита не е од тие што се јадат. Мислам, портокалите се јадат, ама Амди очигледно не сака да јаде свежи убави портокали. Значи, ја гледаме питата, а питата вика вака. Значи, го имаме тука Амди Бајрам со 37% од гласовите на првата позиција, втор Никола Груевски со 24%, трет ни е Фатмир Бесими со неговите 15%, четврта Анита Стефановска 14% и за Заев само 10% од гласовите. Значи, еве вака изгледа таа убава шарена пита за изјава на годината. Значи 37% од гласовите за Амди Бајрам. Добро. Океј, господине Бајрам, ви благодарам за... Не? Добро. За мислено другарче ти благодарам за гостувањето. Вие, господине Бајрам, штом не дојдовте, можете да се збогувате со вашата награда. Еве, мафнете им на вашите портокали пред да ги зедеме. И да, почитувани гледачи, ние имаме портокали за јадење, вие имате вести за гледање, па логично е тука да се разделиме. Чао, чао, се гледаме наредната недела.